полети, звезди и комети преку него летат. Една звезда фали, веќе не се пали, нашата што згаснала. Еве цела година, само малку спијам, а тоаш кога заспивам, тебе јас те сонам. Еве цела година, како носам вина, и помалку секој ден умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, скршена од тага, нова љубов барам, сеја се полошо. Секој ден без тебе, каже не за себе, сите рози све налем. Еве цела година, само малку спијам, а тоаш кога заспивам, тебе јас те сонам. Еве цела година, како носам вина, Што вина му носиш? и помалку секој ден умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе. Бо. Биде! Како да имаме свирено некојаш заедно во живот Абе, овака. име така ми се чинам, не знам, не се сеќавам нешто така. Одамна било некојаш. Пред Кај си, години. бе? Ајде сум бе, Јас кај те си. завикав Маре, ќе земат луѓето Маре. Да, ќе бидеш, зато ти ќе бидеш крив буквално. Јас, дека баба ми Марето, и така некако ми остана Добра, Марија Марето, го нека Марето. Па шо бе, нема везе? Шо правиш? Ништо, шо да Си правам. свиркаш, си пееш, Си работа. си работиш. Шо да правам? Има свирчиња, музичиња? Има, баги. Машала речи. Машала, да не Крај почудам, нема. крај нема, да, крај Сега нема. па декември го е фати новогодишно. Сега, со среќа. Затоа јас по совреме ги викам луѓето да снимиме Убаво малце, размисли. после декември. Јас знам по себе прво, почнат свирки, хуманитарни настани, чуда и борете треба да има и свирки хуманитарни све, ама не мора сите во декември да видат, мислам, пример Ама вели. се, така да... Да, ќе биде весело. Овие што се емисиите новогодишни исто така, тоа ќе А биде. тоа е, мислам, врвот на Тоа ќе врвојте. биде весело. И ние ќе снимиме на новогодишна во, добро, ноември помина, негде декември некое време, за кога ќе дојде нова година, пошто јас не ќе можам, тоа ќе бидам пресно татко, да речам, и не ќе можам многу новогодишни да снимам, така што ќе снимиме порано, ќе ја пуштиме, па ќе си уживате малце. Точно. Шо имаме? Че, са на факултет? Одиш на факултет Одам. уште? Која година си? Трета сум. Факултет за музичка уметност Скопје. Точно така. ФМУ. ФМУ. Местото каде што многу од нас ја оставивме младоста. Младоста. Шубо. Како на факултет? Чеге на популарните смерови си или Да, на на популарни класични? сум, на популарни. Добро, и како популарни смерови вака? Пошто не тоа искуство го немам, јас со класиката си бев. Да, бе, знам. Јас класика нели завршив средно и ајде да видиме што се дешава И си овде. веќе поарно популарно. Си реков поарно, оди ти понастрана. А немај там понастрана, убое, пошто имав поразлични очекувања реално. Многу е подоброто што очекував да биде. Дај Боже, дај Боже.
окей е, што знам окей е. Има и што да научиш, Браво. има и од кој да научиш. Значи, најбитно. кадарот е стварно добар. Кадаро да е кадар треба. Точно. Да е кадар, не кадар да е. Шубо. Ние да ти кажам со класиката имаше, не дека немаше кадар, имаше професори. Некои од нив и декани се сега слушам. Имаше добри професори вистина, ама имаше и професори кај што немавме часови на пример. И така, ќе си тераш, тој и што уште не си поако стое. ќе немаш часови и кога ќе дојде испито, ти нешто грешка Ти си грешка, да. Да, чека малце полека. Час немаме одржано. Од кај ова сега? Ама тоа нема А стандард. воопште си е то така, мислам стандард ќе остани така кај некој професор или кај класичарите уште е така, јас барем мислам. Алал да му да ти кажем право. Ако му е ни фуго. Да, тој ќе велев. Браво. Него остај ти класиката, популарната музика едно време, се залета, правеше неколку песни, имаш истовремено спот, снимавме. Теравме таму по езера, едно езеро тука, едно планини, по планини, по по чужда. И да ти кажам, сега скоро го гледав тој спотот и некој ме прашваше, Сефедин Бајрамов ме прашваше што имаш снимано, ја да си пуштам да видам, од јас заборавам. Да, што има снима. И го гледав спот и баги уво испаднал, не дека ние го правевме, ама не дека вака е наша спотчето вистина уво, знаеш, не го имав забораено и не знаеш, онака си викам сега ќе пуштам, пошто има колку години има тоа, 3-4 има поминато. 3-4, да, тоа. И ај реков ќе пуштам, го гледам вака спотчето, море мајка да реков. Видиш што направи. Било уво. Да, и после тоа имаш уште една песна, мислам, за Охридфест. Да. И после тоа имаш снимено нешто и или после тоа ме снема. Те снема, да, требаше ние песна правиме, те снема. Јас баш ќе те викав, си реков ќе ја направиме песната, па ќе ја викнам на емисија да биде, знаеш, едно по друго, таман да си залепи. Арно, нешто го снема, Марето. Зошто те снимаме, Маре? Абе, гледај сега, тогаш и не бе фин. Гледај, заслужа вака, како да ти кажам ми сега. Не бе, не, тоаш почнав со факултетот, почнав со баги обврски на факултет, пошто нели Скопје студирам, почнав со Калабалак да свирам, да пеам. Да ги поздравим и Калабалак. Поздрав Калабалак. Да не речите да не речите, не ве спомнувам. И почнав со нив да свирам и наеднаш многу обврски ми дојдоа. И знаеш, не очекував да е толку мачно, колку што е мачно. И морав негде да спласнам. Сега, тој, да не го погодив точното место, или го погодив точното место кај да паузирам, ќе се кажи времето. Така. Ама, ете, тоа беше причината, оти мене ме снема од тие вторските фузи. Убо. Види, Калабалак се одличен бенд. Дури имам и колега од класичарите таму. Кај иста професорка што бевме, си го поздравам Микарчето. Има еден момент што на татко ми некој му го рекол пред не така многу 3-40 години. Некој ко бил тој млад и ко свирал со армониката, ко почнувал да речам. И негде свиреле претори, некој повозрасен останал тапанџија со нив и го прашал, демек ти работиш нешто во небе на факултет, правен, земам испити ово, она. И што му рекол, чим касна кафанска плескавица, Джабе. ништо не преш. Кој бе, јас од војска идам, полагам ова, она. Уживај му рекол ова. Испадна вистина така за 2-3 испити, гостел, многу пари се правеле, тогаш свири ваму, таму госте, рече, дури имавме вели филозофија. Дури има музика, ќе има луѓе, дури има луѓе, ќе има пари. Арно на луѓе има се пари нема. И кој ќе видиш? Неш како има вистина во вашето збораш. Не дека нема. Како нема? Не дека нема. Мислам, знаеш како е шо е и ти си свирил, справил и што свириш. Ама, според мене, може паралелно. Ако ептен толку сакаш да го направиш нештото, можеш да го направиш. Абе, може. Не дека не може, само тешко е многу. Тешко е. Многу е тешко за тешко, ама ако сакаш, можеш. Види, дури мислиш во векот дека ако завршам факултет и ако направам ова и ова ќе постигнам и тоа ќе си дојди финансискиот дел, ќе го тераш. Кога почнеш финансискиот дел да го земаш пред да завршиш факултет, ќе си речиш, па, знаеш како може да и не е пресудно. Па може не ми треба. И тука многу луѓе попуштат пред притисоците. Јас имав, мене идоло ми се случи кој е втора година. И имав понуди буквално од сите продукциски куќи, то суми, чуда, онака, и си размислуваш и си викаш,
во ред ќе прифатам. И сите што и прашав на факултет, па ти ќе завршиш шо, ма ти гледај се искористи 5 минути. И то ме изнервира. Оти мора да бидат 5 минути тие. Оти така му е системот направен. Системот е тој. Значи, да го искористиш моментот, тоест да ти искористат тебе, да ги напрат парињата продукцијските куќи, демек ќе добиеш некоја песна ова она, немаш ти право на спонзорства, немаш појма колку пари земат во твое име, ќе ти напрат спотче, песниче, нешто, некој настапче ваму таму, ќе те исцицат и толку. И 5 минути, после тоа кариерата нигде. А вака си викам сумо, ако не потпишам, вистина ќе ми би потешко. Ќе треба факултето завршвам, ќе треба сам да правам, сам песни, сам ова, сам да финансирам све, ќе оди побавно, ќе е потешко, ама на крајот на денот јас ќе се оправам. Точно. И вистина беше потешко, вистина имало моменти кај што појма немат луѓето, те немаше, оти те снема, оти сум работел ко вол негде, затворен таму во некој стан, ама сум си го градел пато јас како што сакам да го градам. Точно. И затоа ти викам, не дека тоа што го завршив факултетот ми дојсе некој плюс голем во ова што го правам моментално, да се разбериме, ама јас сакав да го завршам и затоа го одбрав тој пат, да речам. Иначе не дека нешто пресудно ми донесе многу плюс во приказната што ја правам сега. Кога би работел класична музика, би предавал или би работел во опера, да, ама за ова што правам, особено па за ова моментално што правиме, ништо не ми дојсе, ама нема врска. Ми дозволи да се надградам самиот како што сакав, да си земам време да се надградам. Од тој момент не ни бев спремен да правам кариера уопште, не ни мислев дека ќе почни нешто. И затоа викам, ќе си кажи животот пато дали е прав или не, ти битно терај си го мерако. И ако веќе почнуваш со снимање песни, битно е да продолжиш да снимаш, са малце и тој терсене пат кај нас. Финансиски е многу тешко, не излегва кога ќе направиш математиката, ама на крајот на денот, ако не ги правиш сам песните, мораш некако да, знаеш. Така што не знам што ти е плано, се надевам дека планираш да продолжуваш со музики, со такви работи. Се надевам дека Калавалак има доволно бистрица, ќе смислат некој песниче, не мора се купва песната. Па тоа ќе ти кажував бе преге, почнав сама да пишам. Виде! Ете го, пресвртот. Па тоа зборам, кој ќе се осознава себе си, кој ќе дојде моменто. Паметно. Да. И треба да почнеш сама пишиш. Јас тоа му викам на многу, мислам и дури предавав како професор, да речем. Оти се гледаше дека многу од децата буквално беа затворени во себе и иди и не збора со никој, и дома сигурно нема комуникација или се дешава нешто дома, знаеш. И пошто јас сум брборко, покето се отвараја, се олабавуваја, тие што не се отвараја ги терав да пишат. Седни пиши, брат. Ништо не те кошта. Мајка ми еднаш ми најде цела тетрадка изнапишано за сите, фамилија, за професори, за све живо, глупости, изнапишани текстови, онака дисој скроз. Ама сум нашол начин да го извам од себе, знаеш, не да се затворам и да го извам некако поинаку, така што и ништо да не излези од тоа, да си пишиш. И да не тркалаш 2% што ќе излези од тоа, ти нешто негде сигурно ќе излези. Кога ќе од душа, мора да излези. Знаеш како јас, пример, цел живот сум пишала текстови, знам да пишам текстови, така сум се изразвала цел живот, знаеш онака, ама пример за музика и за такви работи, уште мене не ми беше во глата тоа како сватено и немав ништо свое направено во животот. И сега пример на факултет поќе не форсираат да пишеме нашо нешто, да се искажуваме некако, било како, макар и да не чини, искажи се, нека не чини, пробвај. И со тоа пробвање на факултет да направам нешто, почнав да ги разбирам работите како одат, свеќаш? Браво, не сум знал да ти кажам. Добро, тоа ме бендисва за факултетот. Прв пат го слушам. Па кај мене на Смиро, што сум на популарни, не терат многу да правиме нешто наше, да твориме наши работи. Браво. Мислам, тоа ни е реално тому и на прво место, да направат од нас луѓе што можеме да твориме понатаму. Па види, најубо е, не е дека не е убаво некој да ти направи песна, се разбериме погрешно. Значи, супер е некој да може да ти напише и ти да доловиш, пошто како артист треба си способен пред се да доловиш туги чувства. Да. Но, ако излезат чувствата од тебе,
тогаш песната е уште 100 посилна. пати посилна, да. То пробвам да му кажам на луѓе, ми речат, знаеш, ти само сам правиш ово, не дека не ќе да пеам туѓи песни. Ама знам дека тој аз што ќе си го направам, сигурно сакам да го направам, Да. пошто излегло од мене однатре од негде, знаеш. И знам дека е искрено, знам дека ќе си го дојсам на начин јас како што сакам, поинаку е. Твое. Да, како тоа викам, дете твое, ти е да, буквално. И не дека ти туѓата песна нема да ја сакаш или дека нема да ја гледаш како своја, има луѓе што можат да напишат буквално тоа што ти го чувствуваш. Ама на крајот на денот, ако си ја направиш сам, Посладко е. Посладко е. Дај да маниме се едно песниче, дур сме на сладка тема, што Ајде. саш да свириме. Саш да ми речиш дека цела емисија со влечка си ја снимив. Аковате, лабаво. Лабаво. Кажи ми тоа ти што ќе ти свириме сега. Ајде, признавам, ава е. Признавам? Ајде. Што признаваш, извини вака те прави. Многу работи. Кај беше признавам? Од С Се? Од тука или реков? од Д? А од Д. Од Д, од Д да пробаме. Го слушна, од Д беше. Добре. Ајде да видиме сега. И тоа е сам, и тоа е сам, ветрот ми шепоти, го мачи се, го боли се, му доаѓа да заплаче, и не му како мене. И тоа е сам, и тоа е сам, звезда ми кажува, Си шо признам. го следи се, што рековме, му доаѓа да полуди, и не му како мене, да застане сред улица и до небо да викне. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. И тоа е сам, и тоа е сам, звезда ми кажува, го следи се, што рековме, му доаѓа да полуди, и не му како мене, да застане сред улица и до небо да викне. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. Битолската верзија, знаеш? Признавам, не можам без тебе, Белистер без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. А уште еднаш ова. Уби ме, но не оставај ме. Пове. По. Пелистер, за ова... За ова? Ке се Тоа е најбитолски ме за ова. За ова? Море заборев колку позвучиме заедно. Иде? Верувам. Да ти кажам, ме фаќа шубе последно, ти ретко пеам. И вака ми дојдат гости и го почнат да пеат, ми е шубе да викнам втор глас, да не грешам негде. А обично не грешам, Не ама грешиш, да не да. люфнам негде и после кога слушнам аудио да си речам зошто бе, другар бе, зошто ќути, жити мене, не пеј. Како? Не, ама и неќам
да се мешам многу. Ај со тебе имаме свирено, имаме пеено, знаеш, знам дека нема да сгрешиш, ама не ќам да и клавам луѓето, пошто не правиме проби. Да. Са да испадни непробано, му влезам да го збунам негде. Мислам ќе го преснимиме, не е проблем, ама не ќам да се мешам, во смисла не ќам да му го земам моментот на луѓето. И тоа го имам правено, ми велат, пошто луѓе, оти ти не пееш поќе на емисиите, ама пеј и ти мешај се, бе, не е поента да јас да пеам. Ако беше јас поента да пеам, ќе си ја снимев сам емисијата. Добро, да, ама некојаш вака... некогаш. Не, убаво звучи. Во секој случај, јас сум изгорен сум цел век за хармонии, за чуда, за пратечи вокали. Мислам дека не знам дали имам песна без пратечи направено до сега. И мерак ми било од секогаш и кога се погоди некојаш поќе гласа се спојат и то жена ми стално ми вели: "Шо пееш цело време нешто друго, ти ќе пуштам песна пример негде и пеам обавезно некој трет, четврт глас, шести шо го нема во песната, то ми е мерак, знаеш. Ќе го манам негде. А шо пееш таму, убаво звучи, ама не е демекта линијата, бе, не е линијата, јас си барам нешто, алтернативни начини, да. Тоа ми е во кодот ми е. Кажи ми, вака, пошто со Калабалак поќе души сте и пејте сите музичари сте, често се годи вака да си направите некоја хармонија што ќе ти направи морници на свирење? Многу често, пошто реално кој да пее лид, сите пееме бек после по него фактички. Супер. И знаеш колку добро звучи онака некојаш преака хармонија кој се спојат гласовите, значи ти вика понака шо правиме. Тоа е тоа. И знаеш што е најако, што народ обичен појма нема. Врска нема што се дешава, ама тебе ти е кеф, човече. Тебе на душата ти убајна. Онака топ ти е. Тоа е една од причините од ти цел век сум изгорен, бенд че да си направам. Само што со бенд, знаеш, многу луѓе, многу табиети, треба да се погодиш, вака, понака. Да, треба времиња и то ако го направиш како порано, како помлад да речам, да си направите една екипа што тие си се дружите ова, она е супер. После тоа некако е ептен, дур му погодиш на сите, па луѓето се менват. Тешко е да се погодиш во бенд. Па особено ако се добие некоја слава во меѓувреме, што ми звучи многу познато, па како се менват луѓето, и знаеш, терсене, а ми е мера голем, и то не бенд 2-3, сакам бенд бре, да има инструменти, кој ќе викниме да пееме, знаеш, да не е само јас да се дерам. Тоа е кефове. Да, кој ќе мани некоја хармонија позади или кој ќе се изгуби некој од музичарите, да се изгуби квалитетно, ме свеш. Не тројца и крпи кој пее, кој свири, 6 инструменти свириш истовремено. Само проблемот што кај нас и нема ни места кај што можеш така свириш, треба тоа да правиш или концерти. Да, нема места, а и народо, мислам, нашиот народ не е навикнат на таква атмосфера и на таков состав. Вие колку души сте во бенду ствари? 6. Машала, не сте малци. Да. Ама добро, уба екипа сте. Солидно. Да. Кажи ми, ти си 6-тиот член, после навлезе во... Јас сум фактички 7-миот член. Ау, ти си 7-миот. Ти си клизачи влегваш. Кај што треба пеач плюс тра. Да, јас сум 7-миот, значи имаме дувачо, иди само за сезони, за свадби. Дувачо не иди по свирки, затоа обично луѓето не знаат како 6 души. Јас сум фактички 6 или 7-миот член, како сакаш наречи. Па земен кларинет научи таму саксофон, нешто и ќе пееш, да ти кажам, свириш. Знаеш како се подумав е? Уба работа е да научи човек. Не е касно. Не, никад не е касно. Јас се смеев, мислам, има луѓе што пример Тритона ќе научи да свири и ќе направи од тоа 2-3 видеа и кариера ќе направи, дали со диџеј, дали со бенд, дали било како. И не дека е лесно да научиш инструмент, далеку од тоа, ама колку за да го внесиш на некој место, можеш да си поднаучиш. Мислам и за тебе убаво. Дувачките инструменти се како додаток на вокалот, пошто дувањето е мање више воздухот е тој. Тоа е, да. И ако ништо друго ќе се вежбаш диафрагмата цело време, ќе си видиш распеана цело време, во позиција. Еле фала ти зоваш многу. Иде? Никош не може ми декни. Иде? А седи. Значи рече дека свирите и свирчиња, и свадбичиња, и клубчиња, све си правите. Да. Репертоаро има, значи, од блуз и джез до народно, до шо сакаш има. Рече, се може да излезе. Од Металика до Металика, мој најбољи друг.
пошто сите пеете, не си ти стрикно пејач, си има и другите, знам дека и Мика Роси пее, пее и некој друг сигурно. Пеат и другите. Ама јас сум стрикно пејач, пошто само јас немам инструмент, само пеам. Сваќа сите свират инструменти и пеат. Јас сум човек кој што само со Нека ти дате микрофон. едно дајре вака. Знаеш шо, и то беше и многу зборана тема со дајрето да трчам, ама. Само некако ти беше тебе како да застанам Да, вака бе, со некако дајрето. незгодно ми беше или оние рече ги шекерите. Да, бе, да. Шекерче. Кажи ми ти, што ти е мерак најмногу да пееш, пошто сигурно свирите свадби, свирите и народно, и српско, и македонско, и странско, и секакво. Во кој стил ти најмногу се гледаш како пеач? Са слушај. Слушај се. Сега, слушајте се. Држте се. Значи, глеј, на факултет јас уште нешто кога соберам Удри, не е проблем, ако. Не е проблем, удри го. Ко не знае да го намести овој што работи тука в студиото, што е негово, мавај. Абе, брзав пред да дојдиш, не може да и наместам, зато и овој мојот пред го мавам, го чукам, не се секирај. Се извинувам. Нема гајле. Мавај слободно. Да се вратам на мавето. Оти многу битна беше темата, се возбуди, зеде микрофонот го се го возбудам, запет. мафтам се рацете. Ако, не е проблем. И, значи на факултет ние, пошто не сум на популарни жанрови за пишање, ги изучуваме сите жанрови на музика. Не сите, ама пакето жанрови на музика ги изучуваме. И сега, пример, јас сум трета година и имам уште една година да се пронајдам себе си во нешто, во некој жанр. Ти си уште не пронајдена. Да. Шу. Загаш, уште не сум доволно пронајдена за да кажам само ова сакам стрикно да го правам и ова ќе правам цел живот. И не мораш. Така чисто информативно. За мене, за кеф, јас многу сакам да пеам поп. И сега во последно ме заинтересира исто и соул музиката, паѓе. Джез пеам исто со блуз на факултет и на друго. То никогаш не сум знаела, никогаш не сум ни слушала пред да се запишам. И на почетокот ми беше како, шо е ова, не можам да го слушам, пошто не секој може да слуша джез. Да. Ама како врви времето, се поќе се внесвам во нештото, сваќам што се случва и ми е многу поинтересно и поубаво и сакам да го правам. Пошто и техниката на пеење на джез и на блуз е многу поразлична од овие поп и рок и све свашта таму. И е интересно ми е, се наоѓам таму, знаеш, да прочепкам, чекај се овде технички вака треба, онака треба и сваќам што се дешава во музиката, оти не сваќам. Така да ти викам, имаме уште една година да се пронајдам што сакам. Имаш, види, некој цел живот се пронаоѓа, пошто има мерак да пее многу работи. Па јас имам мерак да пеам многу работи, тоа е цел муа. Едно можам да ти кажам сигурно. Во попот има најмногу пари. Значи ќе пееш за душница, свадби, венчавки, крштевки, ова, она. И Марината ти правиш. Се шалам. Не, морав малце. Стално кога се речи поп музика, одма ме асоцира на благословен. Нема врска. И шо уште појако сега кај брат ми кој ме на свадба, пошто јас имам пеено по хоро и по чуда црковни времиња, само што тоа било пред 15 години. Не, скоро да не памтам многу работи. И влегваме внатре и почнува да пее попот и кај мене, ајде ми вели, сега ќе испееме ова и почнува, колко да треба да знам напамет, јас бунет, и се можам да го пратам, не дека не. Ама морам да го гледам и да пратам шопреј, за да знам од прилика кај ќе е приказната. И супер поминавме, се испеавме внатре, ама јас, не сум бил така on the spot клаен, кузне од кога, и ко почна. Сега ќе направиме по книгата на тој почнува и се јас. Чекај малце полека. Врска, што се дешава. Пауза малце. Да, оти на пример има луѓе што снимаат свадби, што веќе ги имаат напамет научено, ги слушаат секој втор ден песните, ако не и секој ден. Ма јас не одамна не сум го и после во хорот сум пеел нешто, некој глас таму, мислам некој тенор напишан, немав појма што се дешава и многу беше јако. Ама затоа ми дојде кој рече некој поп музика одма на томе ме асоцира. Ама ќе си се најдиш, бе? Јас мислам дека добар пеач раси да знае да пее. Да си жива и здрава. Како да имаш музичко учено. Така некако ми делува. Не бе, па ти од гимназија сум. Да, муавето ми беше дали имаш некои одредени песни што вака поќе сакаш да ги пееш. Дали поесаш балади да пееш, да се развикаш. Предпоставив, да. Зато те прашав. Оти побрзите песни во ред си имат свој драшово она, ама кога ќе знае човек да пее, обично
сака да Знаеш да како мене ми е успори интересно малце. да пеам и брзи песни. Сакам да пеам и рокчиња и некои фанкчиња, така. Интересно ми е. Се предизвик, да. Да, ама за да си скажам јас сама за себе си, балада. Значи, дај ми балада и јас душата ќе си остам таму и супер е сега. Ќе направиме се една песна, што знам дека ја знаеш, пошто имаме свирено заедно, само од којто не, од се ќе пробаме. Ама немој се и ти ко попот, кажи шо песна. Крос, сега ќе ја маниме оваја. И сега ми текна кога манав онаквото, акордот, дека ова песна се случи еднаш да испеам, како да е балкански турбо фолк стил песна, пошто во такво место свиревме и свиревме странско и гледав луѓето дека нешто она и свртивме, му викам сега македонско ќе маним, ама малце ќе го пеам така по за да ги размрдаме, пошто сватив дека на грешно место сме дојдени. И му реков од нигде никаде, ствари јас одаму да свирев. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш. И сите, нова беше песната скроз тоаш и сите крајва трака, не знам песната која е, ама му се бендисва моментот. Да, моментот е тој. Така што дај да маниме оваја, малце поуспорено, пошто сакаш побаладични, сам како што ќе ти дојди тебе, да не се напрегаш, може? Ајде. Слушни ја, еден ден, ке ме молиш, ке ме сонуваш. Баш тој ден, ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си, и што си, со кого, не сакам да знам. Не сакам да знам. Во, Те пратам, ма добре, играј се. Ти си тераш, ти немаш гајле, ама дека друг тоналитет скрос ми дојде и некако Ама си зато изборив. лабаво? Лабаво. Дај уште еднаш ќе ја направиме, ама полека. Значи побаладично малце. Така и сакав некако да она, ама пошто не знаев кој акорди идат, зато дека не пробам. Си велам дека ќе ја погодам сега. Ја земам со рак. Ајде, чекај, полека се. Еден ден, ке ме молиш, ке ме сонуваш. А баш тој ден, ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си, и што си, со кого не сакам да знам. Дека ќе ја погодев за малце. Ама нема врска. Подобро од предходно. Поубаво беше. Абе, си се заборавам. Убаво ми звучеше некако. Треба ваква верзија се направи и кога ќе почне ми звучи нешто убаво, влегвам во филмо и забораваш. И заборавам дека свирам во моментот. И пример се дешава и дома, ќе збораме нешто со жената и ќе речи нешто, ќе ми влези во главата и ќе почнам готово влегов веќе во песната. Готово, ти си во филма? И ќе осетам едно време тишина, вртам главата и се смеи. Што правиш ми вели? Абе, ми избега вака и вака, ти избега, знам. Тоа е. И чешити. Ама убаво, мислам, види, кога ќе може човек да пее, полесно и да влезиш во филмо и сите марифети. И некој што некиш да сгрешиш, ќе загрешиш работата. Ќе загрешиш, буквално. Лабаво. Што се вцава да прашам уште нешто. Што желба имаш ти за 2026 година? Бо, прашање, вадење, и од нигде никаде, кај излезе прашањето, господе. Не, сериозно, не знам од кај ми дојде прашањето, дали имаш некоја желба на музички план што би сакала да направиш 2026-та, пошто 25-та вака ќе помини, готово. Удри, не е просто. Иако има уште 1 месец, вака ќе помини. Што би сакала 26-та да направиш? Сакаш да пееш по фестивали, некиш да пееш, сакаш песни да снимаш, што ти е фокусот кај ќе ти биде? Сакам да почнам поќе да снимам песни. То апсолутно ми е фокусот за 2026-та, пошто 2025-та помине. Што помина? Јас сете 2 години веќе, море 2 или 3 ме нема на таа сцена авторска и сакам да се вратам полека. Како ќе биде прифатено, што ќе биде прифатено, не знам. То не можеш никој да знаеш реално, ама... Ама да, то ми е желба на 2026 година. Дај Боже да ти се исполни.
да Па си ќе правиме снимаш. нешто заедно, веќе работиме. Види студиото, ете го, тука е Пато, го знаеш, микрофоните, тука се све е наместено, кога ќе имаш желба, љубов, шо и да е за искажвање, ќе си дојдиш, ќе направиме некоја песнуле и спотче, после ќе маниме, не е проблем, тоа си Мора оди да ти се повтори она взаемно. Така што дај Боже да правиме уште многу работи, Дај и Боже. ти да си твориш и со други автори, самата и така натаму. И само нека има музика, нека има љубов малце, шо е ова работа. Мислам, на вас младите свет оставаме. Да крениме малце македонската сцена, да мајки, поправиме. ова, она, полека, шо викаме ќе не стапни време. О! Се шалам, не, јас, здравје Боже, дедо ми до 102, докај стотката да терам, ќе прам Докај музики стотката, ман. до таму сигурно, па после ќе видиме за понатаму. После малце на одмор. Тоа е под пензија. Ќе размислиме, да. Еј, фала ти многу што ми дојде. Фала ти тебе што Се надевам дека ти беше лабаво. Преубаво ми беше, прелабаво ми беше. Така, пошто сме по битолска линија, ќе те барам пак да знаеш, ќе си правиме ме вакви бараш, дружби. слободно. Можда и за новогодишна ќе те побараме, те видиш, ако направиме некоја галама тука, макар што не знам дали ќе не собере, ќе не присове еден тросет овде ќе клам. Ќе ослечкаме онај одонте. Да бе, да, Ќе ослечкаме. фотелја нешто ова, она, јадење, пиење на масата и чочеци на маса ќе играме О, тука. може. Ами шо? Нешто. Договорено. Фала ти што ми дојде. Фала ти тебе што ме викна. И фала ви вас што ни дојдовте. Мислам вака неделно убо попладне, лабаво, фино сите марифети и се надевам дека пак ќе ни дојдите наредна недела во 18 часа. Ако не, да сме здрави и живи. Поздрав, имајте убав ден.